Почитувани сограѓани, почитувани советници, почитувани представници од општинската администрација. Ја отворам третата седница на Совет на општина Димиркапи. Најпрво отворам претрес по записникот од одржаната втора седница на Совет на општина Димиркапи. Дали некој има забелешки во однос на записникот од одржаната втора седница на Совет на општина Димиркапи? Поради тоа што никој не бара збор, нема забелешки, записникот од одржаната втора седница го ставам на гласање. Кој е за вакво усвоениот записник од втората седница на Совет на општина Димиркапи? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Констатирам дека записникот од одржаната втора седница на Совет е усвоен. Отварам претрес по предложениот дневен ред. Точка број 1. Предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените на услугите за третман на заловено собственичко куче во стационар Шепа Кавадарци. Точка број 2. Предлог решение за давање согласност на одлуката за покривање на материјална и нематеријална штета и процесни трошоци во судски постапки и постапки за медијација против стационар Шепа Кавадарци за надоместна штета како последица од каснување од бездомни кучиња за период до 31.12.2025 година. Точка број 3. Предлог решение за давање согласност на извештај за финансиското работење на стационар Шепа Кавадарци за период од 1.1.2025 година до 30.6.2025 година. Точка број 4. Предлог решение за давање согласност на извештај за финансиското работење на стационар Шепа Кавадарци за период од 1.1.2025 до 30.9.2025 година. Точка број 5. Предлог решение за давање согласност на статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на Бошава Димиркапи. Точка број 6. Предлог решение за давање согласност на финансиски извештај на Бошава од Димиркапија за периодот од 1.1.2025 година до 30.9.2025 година. Точка број 7. Предлог решение за давање согласност на програма за работа и развој со финансиски план на јавното предпријатие за комунални работи Бошава Димиркапија за 2026 година. Точка број 8. Предлог решение за давање согласност на годишен план за вработување во 2026 година на Борис Рајковски Димиркапија. Предлог заклучок за усвојување на годишна програма за работа на Борис Рајковски Димиркапија за учебната 2025-2026 година. Точка број 10. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на Борис Рајковски Димиркапија за 2024-2025 година. Точка број 11. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работата и постигнатите резултати на основното училиште Димчо Ангелов Габаро Димиркапија во учебната 2024-2025 година. Точка број 12. Предлог заклучок за усвојување на извештајот од само евалуацијата на општинското основно училиште Димчо Ангелов Габаро Димиркапија за период од 2023 година до 2025 година. Точка број 15 е се разследување од правење на физички лица. Сега, да, гледам сега точките прво да изгласуваме. Прво да се... Дали има некој... Дали сака некој збор или дополнување на дневниот ред? Така, јас барам дополнување на дневниот ред со точка број на точка број 15, значи последно да видат физичките лица пред 14. Значи, да видат после физичките лица? Ако не е тоа. Добро, значи барам дополнување со точка број 14. По барањето од колегите советници за итна седница, наместо итна седница, барам дополнување на дневниот ред со точка информација за можното згрижување на одбиените баратели на азил од Велика Британија во Република Македонија, т.е. во општина Димиркапи. Дали некој бара збор по вака предложение од дневен ред? Видите никој не бара. Барањето беше за итна Зборен. Добро, за да не правиме понадни седница, мислам дека е добро да се дополнат дневниот ред со точка, да имаме дискусија во врска со тоа што не ви е јасно, да разјасниме, да дискутираме, ако нема забелешки, предлагам да
ставиме на точка на дневен ред. Дали некој два разбор? Види, никој не два разбор, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за предложениот дневен ред, молам да се рака. Едногласно за, нема против, нема воздържан. Пак да четам точките заедно со... Не, Премина на точка број 1. Точка број 1. Предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените на услугите за третман за ловено собственичко куќе во стационар Шепа Кавадац. Отварам расправа по точка број 1. Дали некој два разбор? Представникот пријемното предпријатие Шепа беше на комисијата, меѓутоа заради оправдани причини не е во можност да присуствува на седницата. Сега Добро, по даденото председател на Комисијата за финансии, по даденото предложение од директорот на директорката на стационар Шепа Кавадац, јас мислам дека треба да се подржа точка број 1, предлог решение за давање на согласност за утврдување на цени. Дали некој друг два разбор? Види, че никој не два разбор. Точка број 1. Предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цените на услугите за третман на заловено собственичко куќе во стационар Шепа Кавадац. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Преминуваме на точка број 2. Предлог решение за давање согласност на одлуката за покривање на материјална и нематеријална штета и процесни трошоци во судски поставки и поставки за медијација против стационар Шепа Кавадаци за надомест на штета како последица од казнување од бездомни пушења за период до 31.12.2025 година. Исто. Значи, директорот беше присутен на Комисија за финансии. Отварам расправа, дали некој два разбор, дали има некои забелешки, документите ги имаме сите. Види, че никој не даде разбор. Точка број 2 става на гласење. Кој е за? Предлог. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Точка број 3. Предлог решение за давање согласност на извештај за финансиско работење на стационар Шепа Кавадац за период од 1.1.2025 година до 30.6.2025 година. Отварам расправа во однос на точка број 3. Дали некој два разбор? Имахме информација дека директорката, иако беше присутна на Комисијата за финансии, дека наредниот совет исто така ќе биде присутна на седмицата на совет. Значи, само можем да кажем дека директорката добро образложи за време на Комисијата за финансии и сепак мислам дека и оваа точка треба да биде подржана од наша страна совет. Види, че никој не даде збор. Точка број 3 става на гласење. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Точка број 5. Предлог решение за давање согласност на извештај за финансиско работење на стационар Шепа Кавадаци за период од 1.1.2025 до 30.9.2025.
Исто така, мислам дека треба да биде поддржано од наша страна како условие за финансискиот извештај, со финансиското работење. Отворам расправа, даден некој бада збор. Видиш не бада збор, точка број 5, точка број 4 се извирува, ставам на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Точка број 5. Предлог решение за давање согласност на статутарната одлука за измена и дополнување на статутот на ЕКП Бошава Демир Капија. Формално представеното од општината за Видица. Во врска со статутарната одлука за измена и дополнување на статутот на ЕКП Бошава Демир Капија, сакам да нагласам дека ова одлука е предложена, решение е предложено заради согласување со законските измени кои што се направени во делот на членовите на управниот одбор, односно условите кои што треба да ги исполнуваат членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор. Измените се направени во октомври 2024 година, меѓутоа статутот на ЕКП Бошава не беше усогласен со овие измени, за да може во иднина да се комплетираат надзорниот и управниот одбор, за да може да се распише јавен повик согласно овие услови предвидени во законот. Од страна на управниот одбор на ЕКП Бошава беше предложена оваа статутарна одлука за која што се предлага да се донесе и решение за давање на согласност од страна на Советот на општината. Отворам расправа. Да некој бада збор. Видиш не бада збор. Точка број 5 е оставено на гласање. Кој е за? Заради судирни интереси, согласно член 44 став 5 од Законот за локалната самоуправа, поради тоа што е вработена во јавна служба која што е основна страна на општината, советникот се во овој случај се иззема од гласањето. Добро, значи гласа за. Нема против, нема воздржани. Точка број 6. Предлог решение за давање согласност на финансиски извештај на ЕКП Бошава Демир Капија од 1.1.2023 година до 30.9.2023 година. Присутен е директорот на ЕКП Бошава Демир Капија. Ве молам за ваше предложение. Благодарам госпожо. Околу финансискиот извештај на ЕКП Бошава за периодот од 1.1 до 39. Овој извештај е направено од страна на колешката Сонја Димитрова. Моментално она не е тука да го образложи. Во овој извештај тука е дадено колку имаме вкупни приходи, колку имаме вкупни расходи, со што е остварено некој финансиски резултат на добивка од 628.385.000 денара. Од билансот на водоснабдување, од финансискиот извештај, што се гледа дека количините на побарувачка на вода во Демир Капија се намалуваат како кај правните, така и кај физичките лица. Од приходи за вода поединечно се имаат собрано околу 6.740.000 денара, приходи од канализација околу 1.400.000, приходи од смет околу 4.265.000, приходи од други услуги што се за одржување. Купно да не ги читам сите, пошто ги имате сите пред вас, се негден собрани околу 16.624.784 дена. За стапеност на приходи од вода, купните приходи за 2025 е 40,54, со однос од 2024 45,25%. Други воредни приходи кои се додадени во
2025 е депонирање на вореден отпад, приходи од допълнително изнесување на снег, што укупно идат околу 93.730 дена. Тука се ставени и сите трошкови моментално до 9 месец, ги имате во самите табели. Купните трошкови за 2025 во овој период се 15.776 денари. Застапеност на бруто платата од овие трошоци изнесува околу 64,15%. Друго, има оспарено неколку договори на дело во 2025, како например транспорт, чистење на канцеларијски простори, транспорт на земји, услуги на дребонзи и такви работи. Тие договори на дело во 2025 ни се околу 313.109 дена. Околу приходите во 2025 купните приходи за 9 месец ни се 16.624.000 денари, 784. Приходи од државна подршка имаме околу 804.327, тоа се државни приходи, тоа е донација, например, на метлаката, на донациите што ни се преку општината. Во расходи имаме 15.774.603 денара, амортизација пресметана на околу 1.026.123.000 денара, купно 16.800.726 дена. Процентот на наплата моментално кумулативниот процент на наплата за физички лица изнесува 85,77%, на правните лица изнесува 89,20%. Поединечно да не ви ги читам, ги имате во самите табели, значи и за физички и за правни лица, колку има наплата. И друго, ако има нешто прашање, реалниот процент на наплата ни изнесува 73,05%. Ако има некои прашања, прашање. Благодарам на вашето образложение. Отворам расправа, односно точка број 6, дали некој да разбор? Види, че никој не да разбор. Точка број 6 е ставено на гласање. Кој е за? Вака предлог решение за давање согласност на финансискиот извештај, Бошева демократија, помогнете на рака. 7 гласа за, нема против, нема одржан. Точка број 7. Предлог решение за давање согласност на програма за работа и развој со финансиски план на јавното предпријатие со минимални разходи Бошева демократија за 2026 година. Да замолам директора за ваше предложение по однос на точка број 7. Ви благодарам на спорот. Вака, околу финансискиот план за 2026 година ГКП Бошева има предвидено купно има предвидено да собере 23.770.289 денара. Околу овие приходи ги снадува по однос на преку наплата на вода, преку наплата на ѓубре, преку наплата на програми што ги изведува во јавната чистота, парковите и зеленилото, стопанисувањето на пазарот и што
стопанисувањето со градските гробишта. Реализација на програмата за работа и развој на ИГК Бошева зависи во голема мера и од реализација на приходите по основ на комунални сметки. За таа цел во финансиската проекција на приходите се предвидува процент на наплата на фактури за комунални услуги за 2026 да изнесува, пошто од 2025 више е остварено 80% за физички лица, за правни лица е 82%, предвидено е 2026 година да биде 85% и ки правните и ки физичките лица. Согласно систематизацијата и работењето е организирано во 3 одделенија, и тоа одделение за административни работи, одделение за водот и канализација, пазар и градски гробишта и одделение за комунална хигиена, јавно зелениво и магазин. Купно извршители сме околу 23 во Бошево. Околу финансискиот план, ако имате нешто за белешки, прашајте слободно, што како може да биде стојам на располагање да ви кажа. Ви благодарам. Отварам расправа, односно точка број 7, дали некој два разбор. Или че никој не бара збор, точка број 7 оставам на гласање, кој е за? 7 гласа за, нема против, нема воздържан. Ви благодарам. Hvala. Точка број 8. Предлог решение за давање согласност на годишен план за вработување во 2026 година на Борис Трајковски делегација. Добро сте. Добре најдов. Почитуван председател на совет, почитувани советници. Како веде директор на јавна установа Општинска организација Борис Трајковски делегација го образложувам предлог решението за давање согласност на годишниот план за вработување за 2026 година. Планот е изготвен врз основа на реалните потреби на установата и моменталната кадровска состојба. Потребата од помлад работник секретар произлегува од големениот обем на административни и организацијски работи, при што во моментот во овој оддел нема ниту едно пополнето работно место. Работното место водач е неопходно за редовна и навремено доставена храна во другите објекти на градинката во село Корешница и село Бистринци. Работното место готвач е предвидено поради испразнување на истото со одење во пензија со цел да се обезбеди континуитет во исхраната на децата. Работното место хигиеничар е потребно поради отварање на објектот во село Бистринци, што наметнува обврска за одржување на хигиената и безбедни услови за престој на дечињата. Со овој годишен план се создаваат услови за непречено функционирање на установата и обезбедување квалитетна грижа и воспитно-образовен процес. Поради наведеното, предлагам советот да го усвои планот. Ви благодарам много. Ви благодарам. Точка број 8. Дали отварам расправа, да се избирам дали некој да разбор. Или че никој не даде збор, точка број 8 ја ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема воздржани. Точка број 9. Предлог заклучок за усвојување на годишната програма за работа на јавна установа Борис Трајковски делегација за учебната 2025-2026 година. Ја замолувам директорката за образложение. По предлог заклучокот за усвојување на годишната програма за работа на јавна општинска установа детска градинка Борис Трајковски делегација за 2025-2026 година, сакам да образложам дека годишната програма за работа на установата е изработена врз основа на законските обврски
и стратешките приоритети на општината и потребите на децата, родителите и вработените. Во програмата се опфатени воспитно-образовните цели, развојните приоритети, кадровската структура за текущата година. Документот е усогласен со националната рамка за рано учење и развој со стандардите за квалитет и со реалните капацитети на установата. Со неговото усвојување обезбедуваме континуитет, отчетност, планирање и организирана реализација на сите процеси во градинката. Затоа преговорам Советот да го усвои овој документ како основа за систематско и квалитетно функционирање на установата во текот на годината. Ви благодарам. Ви благодарам за това. Отварам расправа, дали некој бара збор? Видим, че никој не бара збор. Точка број 9, ја ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема одржани. Точка број 10, предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работа на Борис Трајковски ДНКП за 2024-2025 година. Директорка за образложение. Во предлог заклучокот за усвојување на годишен извештај за работа на Борис Трајковски ДНКП за 2024-2025 година, годишниот извештај за работа ја представува целокупната реализација на активностите, програмите, проектите и обврските од претходната година. Документот содржи податоци за спроведените воспитно-образовни активности, кадровската состојба, финансиското работење, инфраструктурните зафати, предизвиците и постигнувањата. Извештајот е изработен транспарентно врз основа на фактичката состојба и објективни показатели. Тој дава слика за она што е реализирано, но и за сегментите во кои се планирани подобрувања во наредниот период. Со негово усвојување Советот ја потврдува отчетноста на установата и поставува основа за подобро планирање во следната година. Предлагам и овој извештај да биде усвоен во целост и ви благодарам. Ви благодарам за образложението. Отварам расправа, односно точка број 10, дали некој бара збор? Види, че никој не бара збор. Точка број 10 ја ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема одржани. Ви благодарам, директорка. Благодарам и на вас, пријатен ден. Точка број 11, предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работата и постигнатите резултати на Основното општинско училиште Димче Ангелов Гаджо ДНКП во учебната 2024-2025 година. Тук се малко представникот, може да преминете ако сакате на наредна точка. Барем точки за Димче Ангелов Гаджо и читаме физички. Да, може да. Директорот е тргнат, ама ќе дојде. Добре, тогаш преминуваме на точка број 13, разгледување на барање од физички лица. Првото барање беше барање за еднократна парична помош од Булџан Сулеймановска од Прилеп. Комисијата за финансии и Советот предложи да се усвои барањето и да се одобрат 3000 денари како еднократна парична помош за Булџан. Наредното барање поставам на гласање барањето. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема одржани. Второто барање е за еднократна парична помош од Дражко Стојановска ДНКП. Комисијата за финансии, исто така и советниците, одлучивме да се одобрат финансиски средства од 15.000 денари. Имаше доставено документација и се беше регуларно. Кој е за?
Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредното барање за еднократна парична помош од Славица Величкова од село Искринци. Комисијата за финансии, исто така и советниците одлучивме да се помогне со еднократна парична помош од 6.000 денари за Славица Величкова. Оставам на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. И последното барање беше од Митре Христов. Одобрени се 30.000 денари. Го оставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Тоа се исцрпи критичките барања. Сега можеме да преминеме на точката на која застанавме. А тоа е точка број 12. Предлог заклучок. Не, се избираме 11. Предлог заклучок за освојување на годишен извештај за работата и постигнатите резултати на основното општинско училиште Димчанга во градот Димчакија во учебната 2024-2025 година. Добро дојдовте, директоре. Благодарам за ваше образложение. Годишното извештај за работата на општинското основно училиште Димче Гаро Владимир Габрија, както и подачите на училиште во селото Корешница, Прждол, Бисница и Черевец е направен врз основа на годишната програма за работа на училишто, статистичкото извештај за крајот учебната година, извештаите од дадените руководители на секоја паралелка, извештаите од стручните активи и другите формални органи на училиштето, както и извештаите за работата на дирекциите и стручните соработници. Учебната 24-25 година започна на 2.9.24 година во понеделник. Вкупно се реализира 180 наставни денови, при што наставата се одвиваше без стоекини и се реализира сите содржини, предвидени според наставните планови и програми. Нереализираните часови, како од задолжителните, така и од изборните предмети, се занемарлива бројка, така што не влијае на степенот на усвоеност на предвидените наставни содржини. Редовно се одржува родителски следби, состаноци на стручните активи, совет на родители, училишен одбор и други формални тела на училиште. Подготовка за успешен старт за новата учебна година. Во текот на летниот период, како и за време на првото полугодие, беа извршени неколку зафати во функција на успешен старт за новата учебна година, при што преку проект на Министерството за образование и наука за подобрување на училишната инфраструктура, финансиран од страна на Светска банка во централното училиште, беше извршена реконструкција на подовите во учениците. Беа поставени нови ролозавеси за заштита од сончева светлина, кој проект беше финансиран од училишниот буџет. Во однос на естетско и функционално уредување на простор во училиштето, беше извршено поклучување и партерно уредување на училишниот двор, што офати изградба на пешачки патеки со павер елементи, поставување на никовец, монтажа на нови клупи за седење и корпи за отпадоци. Исто така се изврши редовната дезинсекција и дератизација, како во централното, така и во подлежното училиште. Учебниците и кабинетите беа модернизирани, се извршат термално-хигиенски санитарни акции и сите други подготовки во согласност со пропишаните протоколи за успешен почеток на учебната година. Се набавија нови наградни средства и опрема, проектори, персонални десктоп компјутери, штампачи и се друго што потребно за успешна реализација на наставните програми и дигитализација во образованието. На 29.8.2024 година се одржа наставнички совет со точки на дневен ред, кој се во контекст со подготовката за почнување на новата учебна година. При што во законскиот рок се изготви годишната програма за работа на училиштето и иста беше усвоена од училишниот одбор и општинскиот совет. Исто така, наставниците навреме ги изготвија своите планирања и програми за работа во согласност со законските одредби.
Во оваа учебна година, учениците од прво до шесто одделение след наставата во согласно со новата концепција за основното образование, ето проповедување во седмо одделение, освен некои слободни изборни предмети. Ова учебна година, покрај предметите готвење и татарските работилници, односно македонски јазик и мултикултурни работилници, кои се изучуваат во 4 и 5 одделение, се изучува предходно се изучува предметите емоционална приписаност и хортикултура и градинарство, односно истражување на роден крај и етика и морал во 6 односно во 7 одделение. Во континуитет, како од минатата година, продолжи напредување на инклузивното образование. Инклузивниот тим на училиштето во соработка и со подршка на ресурсен центар од Општинско одностно училиште Маса Овчаров во Велес на своите редовни состаноци работеше за подобрување на организацијата и реализацијата на инклузивниот процес. Додека делот на здравствената заштита и безбедноста на учениците и вработените извршено осигурување на учениците по избор. Извршени беа сите редовни систематски прегледи на учениците и вработените, а исто така и на вакцинациите. За промоција на училиштето и подигнување на нивото на квалитетот на информираност на родителите и пошироката локална заедница, функционира веб страната на училиштето oudimchegaiber.eu.mk, како и фейсбук страната, каде што се објавуваат сите значени документи во врска со воспитно-образовниот процес, животот и работата на училиштето. Број на состојба на учениците. Во учебната 24-25 година ја завршија успешно 313 ученици, без повторувачи, односно имавме 11 ученици упатени на допълнителна настава за слаби оценки, од кои 9 успешно ја завршија годината во јунскиот испитен рок, а 20 ученици во август. Во прво одделение се запишаа вкупно 28 ученици во централното, 14 во централно, 23 во подешните. За разлика еден ученик беше отпишан во текот на учебната година. Наставата во централното училиште се изведуваше во 16 чисти паралелки, од кои 8 во одделенска настава, од прво до пето, 8 во предметна настава, од 6 до 9 со вкупно 252 ученици, а во подречното училиште наставата се одвиваше во 5 чисти и 4 комбинирани паралелки со вкупно 62 ученици. Ова учебна рамка во подречно училиште во село Корешница се отвори паралелка каде што наставата се реализира на турски наставен јазик во прво одделение. Сега се прво и второ. Во рамки на нашето училиште функционира ништо музичко училиште со вкупно 40 ученици, поделени во две паралелки, каде што нашите ученици имаат можност да изучуваат неколку музички инструменти. На следните табели е дадена бројната состојба на учениците, како во централното, така и во подречните училишта во селото Корешница, Бистреница, Прждорово и Черево. Мислам дека ги имате сите документи, ги гледате кои се дадените броеви, да не од овие табели може да забележиме само дека бројот на учениците во последните 3 години е во благо опаѓање, за разлика од подречно училиште во село Бистреница, каде што има благ пораз, но сепак на ниво на училиштето тој број може да забележиме дека се намалува. А во однос на етничката структура имаме ситуација на претежно македонци во централното училиште, мешан состав од турци, срби и македонци со мнозинство од турци во подречно училиште во село Корешница, мешан состав од македонци и турци во подречно училиште во село Бистреница и мнозинство македонци и турци во подречно училиште во село Черец и целосно роме во подречно училиште во село Паждарово. Наставници и стручни соработници. Во нашето основно училиште имаме вкупно 40 наставници, од кои 17 во одделенска, 21 во предметна настава и во рамките на музичко нижно училиште имаме двајца наставници, од кои што 26 се од општина Демиркапија, а останатите од соседните општини Неготино, Кавадац и Валандово, кои што поради недоволен број на часови, наставниците по ликовно и музичко образование дополнуваат во училиштата во Неготино, Страш Пинџур и Гоце Делчев. Исто така имаме и стручни соработници како педагог и психолог, кои што соработуваат со образовните асистенти вработени од ОУРЦ Маца Овчарова од Велес. Наставниците редовно посетуваат обуки и семинари за стручно способување и усовршување,
при што голем дел од тие одлуки ги избират по собствен избор, по своји различни теми, а исто така има и задолжителни одлуки од бирото. Една од тие одлуки што ја проследија беше разрешување на конфликти со ученици и меѓу ученици. Исто така беше одржани и други видови на семинари за потикнување на професионалното и кариерното развој на наставниците и стручните соработници. И една од тие семинари беше на темата од пофалба до дисциплина без казна. Во рамките на програмата и акционен план за инклузија преку Маца Овчарова беше организирана обука на тема законска регулатива, правилници и концепција за инклузивно образование, додека наставниците Гордана Крстенска и Валентина Тодорова беа учесници на меѓународна конференција на клубове за Европа и Евразија во Љубљана. Наставникот Евтон Усинов од Подолско училиште во село Черевец ја следеше обуката на тема иновативни случувања во образованието во Едерна Република Турција. Стручните соработници исто така проследија и обука на тема инклузивно образование во пракса, понудено од страна на бирото, а училишен психолог и последи серија од обуки за професионална ориентација и кариерно советување. Овде се вклучени и со работата на директорот и на стручните соработници кои влегуваат исто така во годишната програма. Накратко ќе спомнам и за нив што опфаќаат. Директорот е надоговорен и неговата програма за работа е основата на која се подпираат сите други програми. Континуирано следи работата на наставниците во врска со едневникот, реализацијата на часовите и соработата со педагогот изработува записници за извршените увиди за работа на наставниците, педагошка евиденција и документација, како и учество на директорот на сите семинари и обуки. Работа на стручните соработници, спомнат дека и стручните соработници во текот на целата учебна година ги реализираат своите програми, согласно нивните годишни програми за работа, каде што исто така зеда активно учество во изработката на годишната програма, во изработка на извештаи, акциони планови, правилници, документи, анкети, кои што се набарани во Министерството за образование, Бирото, ДПИ, Народен правобранител и други институции. Исто така, работеа дописот на учениците од прво одделение и формирање на нови паралелки во шесто одделение според индивидуалните карактеристики на самите ученици. Психологот е носител на програмата за советување на родителите, а исто така и паралелно работи на неа преку советување на учениците. Ова учебна година бројот на повикани родители беше во рамките на просекот од сите изминати години, кои се движи меѓу 20 до 25 ученици. Односно родители. Во однос на интервенциите од секундарна и терцијална заштита и интервенција, бројката се задржа на исти ниво како и во периодот кој што настапи после пандемијата. Ова учебна година започна реализација на активности од програмата за заштита и напредување на менталното здравје, чии носители се стручните соработници во координација со наставниците. Исто така се извршат сите редовни увиди во педагошката евиденција и документација, а во рамките на своите редовни програмски активности присуствува и на часови со цел да се стекне увид во реализацијата на новите наставни програми. На месечно ниво, заедно со членовите на ученичкиот парламент, беа реализирани неколку активности во насока на превенција од меѓуврсничко насилство и негативни облици на однесување, а се заедно во функција на зачувување и унапредување на здравјето. Наредно што би го разгледале е успехот и поведението на учениците. Успехот на учениците последи секојдневски раководител, како и советот на наставници. При што на крајот на учената од вкупно 313 ученици, обично беа оценети 95 ученици од прво до трето, бројчно од 4 до 9 218 ученици. Исто така следува табеларен приказ, просекот како се движи од првиот период, опфатени прво, второ и трето одделение, во вториот период 4, 5 и 6 одделение и третиот период од 7 до 9 одделение. Од табелите се гледа дека во подоцните училишта највисоко постигање има во Пржево,
односно ученикот од 4-то одделение има просек 4,73, додека во село Корешница е најмал просек 2,89. Во поглед на поведението и останалите на учениците, може да се забележи дека бројот на оправданите изостаноци од минатата учебна година е во благ пораст, додека се намалува бројот на негативните, односно неоправданите изостаноци. Ова се должи на разни социјални случувања, кои што варираат од тековната и од претходната учебна година. Учество на надпревари и постигнати резултати. Ова учебна година нашите ученици зедоа учество на голем број конкурси и надпревари. Накратко само ќе спомнам, имавме одржан општински надпревар по англиски јазик, имавме ученици кои се пласирани на регионален, потоа општински надпревар по природни науки, општински надпревар по македонски јазик, општински надпревар по географија, хемија, биологија, математика, исто така и учество на интернационален математички надпревар Кенгур и на ликовни секции. Од сите овие одржани надпревари, нашите ученици извојуваат доста резултати по сите надпревари што се одржа како на општинско, така и на регионално ниво, дори имаме и ученици кои што освоија и соодветни награди на државно ниво. Исто така, беа одржани други конкурси на надпревари, меѓу кои ќе спомнеме ноември месеца науката 24-та одржана на Природно-математичкиот факултет. Потоа учество на литературен ликовен конкурс распишан од општина Демиркапија на тема Јас и мојата Демиркапија. Подоцна на конкурс распишан од училиште на тема Моќта на жената и така натаму. Во контекст на наставните активности и проекти, исто така и овде се одржа доста наставни активности во текот на целата учебна година. Меѓу најиздржливите, че би ги спомнал, имаме Денот на учителот, 5 октомври, потоа имаме детска недела, потоа имаме 16 октомври, светскиот ден на храната, па имаме од 28 до 31 октомври имавме делегација од нашето училиште ја посети Република Турција. Потоа во светски ден на детето исто така имавме и таму еден конкурс. Потоа на 1 декември се направи светскиот ден на борба против сидата. Нашето училиште се приклучи на глобалната заедница за подигнување на свеста против сидата. Па потоа на 3 декември беше обележан денот на лицата со попреченост, на 21 декември денот на настава на турски јазик, па за нова година имавме коктели. Во наскоро на зборување на безбедноста на учениците беше организирана и недела на информатиката, потоа меѓународен ден на мајчиниот јазик, како дел од активноста на меѓуетничка интеграција беше изработена една работилница мултикултурни работилници. Потоа беше обележен и први април денот на шегата под мото мојата весела училница и ред други во наставни активности, да не ги читам сите поред. Тоа сакам да ви кажам, документите ги имаме, не може да сакате, но документите ги имате пред нив, може да изложбајаме. Така, па тоа би било се во врска со годишната програма. Ви благодарам много, директоре. Отварам расправа, односно точка број 11, предлог заклучок за усвојување на годишни извештај за работите и постигнати резултати на основно општинско училиште Криминална управа Демиркапија во учебната 2024-2025 година. Дали некој да го? Директор, го образуваме тоа што се случувало во општинското училиште. Така да мислам дека со ова јавноста биде неговата испречена. Да, имавме и други активности кои што дека реализирало доста активности. Доста активности имаме, да, соработуваме, поготово и надпреварите, и поднаставни активности, стварно има многу благодарен. Се во интерес на децата, нели? Да.
Много благодарам на колегите што извојуват доста сили и желба за работа со децата за да има поголеми и подобри постигнувања. Ова е како пофалба за претходната директорка, мислам. Зборувам за сите колеги. Добро, да. За сите колеги. За раководството, јас кажам сега. Инаку се сите колеги нормално да се. Далее друг разбор, односно точка 19. Следващи не бара збор, точка број 11, ставаме гласanje. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Точка број 12. Предлог заклучок за освојување на извештајот од самоевалуацијата на основното општинско училиште Димчања Рогаве во Миркапија за периодот од 2021-2025 година. Да замолувам директор за образложение. Документите ги имаме пред нас. Добро, ќе гледам да во најкратки црти само да го кажеме она што е потребно да се знае. Значи, само евалуацијата на училиштето представува континуирано оценување на квалитетот и работата на самото училиште со цел да се обезбеди подобро разбирање за самата работа на училиштето, да се увиди кои се неговите силни страни, да се искористат, исто така да се увиди кои се неговите слаби страни, за да може таму да се действува и исто да бидат навремено отстранети и подобрени. За таа цел, значи за да се спроведи самата самоевалуација, се изработуваат планирања за тоа, кои што се изведени, односно поставени во 4 подрачја. Тие подрачја се планирање настава и учење, првото подрачје, второто подрачје постигање на учениците, трето училишна клима и односи во училиштето и четврто подрачје управување, раководење и креирање на политики. Секоја клучна област содржи одреден број на индикатори. Например, првото подрачје има 5 индикатори, па тие имат посебни подактивности или подтеми и така натаму. При што секоја од нив е соодветно оценет. Оценките кои што може да се добијат со сите тие активности се многу добар, делумно задоволува и не задоволува. За спроведување на самата самоевалуација, битно е да се изготви тимот за самоевалуација, кој што одговара на прашалниците и анкетите кои се спроведени врз наставниците, родителите и учениците, при што беа испрашани 92 ученици, 84 наставници и 84 родители и 39 наставници. Тој тим за самоевалуација е составен од определен број на членови, во кој што се уфатени сите наставници и стручни соработници, а секој од тие тимови има по еден координатор. На првиот тим координатор е Роска Ковацелиева, училишна психолог. Во второто подрачје координатор е Валентина Тодорова, во третото подрачје Гордана Крстиска и во четвртото подрачје Александра Милдинова, додека тука исто така беше вклучен и председател од Совет на родители Верица Захарчева, а како председател на комисијата е Роска Ковацелиева, односно нашиот училишен психолог. Подрачјите ги спомнав, секој подрачје рековме дека има и негови подтеми, и оцените со оценките што ги спомнав. Многу добар, делно задоволува и незадоволува. Сега мислам ова е сето тоа искажено во документите, само да ги прочитаме ако не слабите и добрите страни и што се очекува да се направи. Да не ги читаме сите тие. Ако се сложувате со мене. За првото подрачје силни страни. Користење на разновидни наставни форми и методи за работа со сите ученици, како и користење на стратегии и техники на учење и поучување на учениците. Родителите и учениците го доживуваат училиштето како безбедна, интеркултурна, стимулативна, мотивирачка и пријатна атмосфера во која учениците учат и правилно се развиваат. При реализација на наставата, наставниците користат различни техники со кои часот е интересен, а наставната единица полесна за совладување. Учениците учат преку истражување на интернет, работа во групи, презентации и насочена дискусија.
Учениците кои се со посебни образовни потреби се прифатени од учениците во училиштето и помагаат да бидат дел од социјалната група во која припаѓаат. Учениците со посебни образовни потреби работат со образовни асистенти кои заедно со наставниот кадар, стручната служба со која ја следуваат наставната предвидена содржина. Училиштето и наставниот кадар се постојана мотивација и поддршка на учествата на учениците на општински и регионални државни надпревари со цел постигнување високи резултати од различни области, како и афирмација на личноста на ученик. На учениците да бидат вклучени во наставни активности во завис од нивните желби и можности, не исклучувајќи ги притеа учениците со посебни потреби, учениците кои потекнуваат од семејства со низок социоекономски статус или од различен етникум. Учениците преку учество на разни приредби, прослави и манифестации се афирмираат себе и училиште. Слаби страни од ова прво подрачје се: нема спроведено МИО активности со други училишта. Сега само ќе образложам, нема ставено. Ние сме во барање, значи бараме партнер училиште. За да имаме соработка, потребно да имаме партнер училиште. Имавме понуда од едно училиште од Тетово, но зошто не беше прифатена барањето да се исполни, тоа немам информација да ви кажам. Ова барање има 6-7 години веќе сме во потрага, но уште немаме на такво училиште. Се надевам дека во иднина ќе го најдеме и тоа. Слабо соработка на хоризонтално ниво, односно размената на искуството и меѓусебно поучување на наставниците. Училиштето треба да понуди поголем избор на различни вонаставни активности и учениците треба да имат поголем пристап до планирање на вонаставни активности и подготовка на програма за реализација на исти. За второто подрачје, постигање на учениците, ќе видиме кои се исто слаби и силни страни. Силни страни. Од подрачје 2. Добра примена на наставни стратегии и методи. Наставниот кадар успешно применува наставни стратегии кои ги потикнуваат учениците на активно учество и самостојно учење. Висока идентификација на ученици со потешкоти и надарени. Постои високо ниво на препознавање на ученици со потешкоти во учењето и надарените ученици, што овозможува планирање и реализација на соодветната поддршка. Поддршка од страна на наставниците и соработка со родителите, родителите се редовно информирани за напредокот и редовноста на своето дете и покажуваат задоволство од комуникацијата со училиштето. Учениците се чувствуваат поддржани и мотивирани од страна на наставниците, особено преку дополнителни обяснувања и диференцирана настава. Позитивен тренд во успехот и поведението со висок процент на примерен однос. Во последните 3 години се бележи опаѓање на бројот на неоправдани изостаноци, што го кажува успешна комуникација со семејствата и изјакната евиденција. Слаби страни. Не е воспоставен систематски пристап кон документирање и следење на дополнителна и додатна настава, што отежнува следење на ефектите од поддршката. Бројот на неоправдани изостаноци, иако навален, останува присутен, што укажува на потребата од засилена соработка со семејствата и стручните служби. Дел од наставниците се уште имат ограничена практика во диференцирање на наставата, што може да влијае на ученици со индивидуални образовни потреби. Учениците кои сакаат да учат повеќе од предвиденото, не секогаш добиваат соодветни дополнителни можности, што го ограничува развојот на нивните потенцијали. Тоа е подрачје 2, подрачје 3, училишна клима и односи во училиштето. Да видиме овде кои се силни и слаби страни. Силни страни. Училиштето е препознатливо во локалната средина и редовно се промовира преку социјалните мрежи. Застапена иницијативност и иновативност на сите учесници во образовниот процес. Редовно се почитуваат и применуваат училишни правилници и кодекси. Постои динамична работна, пријатна и творечка атмосфера за време на наставата. Учениците се мотивираат да учествуваат на општински, регионални државни надпревари. Постигнувањето на учениците соодветно се вреднуваат и наградуваат.
Во училишто функционира ученички парламент и учениците навремено и целосно се информирани од страна на представникот на ученичкиот парламент за работи кои се од нивен интерес. Училишто соработува со родителите и им дава контролирана повратна информација за постигнувањето на нивните деца. Училишто е отворено за соработка со локалната средина и вклучува родителите и по широката заедница во воспитно-образовниот процес. Во училишто се води кампања за здрава исхрана. Во училишто има стегнати знаци на видни места за забрана на пушење и има работилници за превенција од цигари, алкохол и дрога. Се почитуваат индивидуалните особени на ученикот, се следат емотивните, социјалните и физичките потреби за секој ученик. Училишто навремено им обезбедува на учениците јасни и точни информации за можностите за продолжување на образованието. Слаби страни имаме неколку. Иако редовно се одржува хигиената во училишто, сепак според мислењето на родителите хигиената делно задоволува. Училишто организира активности за запознавање на родителите со правата на децата, но сепак според нивното мислење тие се делно запознаени со правата на децата. Иако во изготвувањето на кодексот на однесување се вклучени сите структури, родителите сметаат дека не се доволно вклучени во исто. И подрачето 4 управување, раководење и креирање политики. Ова е последно подраче. Овде се наведени само слабите страни. Слаби страни на училишто според добиените резултати од прашалниците за родители. Потреба од училишна кујна со здрава исхрана за учениците да бидат известени и прашани за сите планирани промени, потреба од клима уреди во сите кабинети, не само во одредени. Тие се силните и слабите страни. Ви благодарам. Завршите или? Уште резюмето. Добре. Уште резюмето да го кажеме. Резюме од извршената самоеволуација. Општинското основно училиште Димче Габрев Демир Капија изврши својата самоеволуација въз основа на правилникот за начинот и областите за вршењето на самоеволуација во основните училишта, донесен врз основа на член 149 од Законот за основно образование. За изготвување на самоеволуација беа користени насоките од Законот за основно образование и новите индикатори за квалитетот на работата на училиштето, изготвени од МОН, ДПИ и МЦМС. Со цел поголема ефикасност во работењето, комисијата задолжа за спроведување на самоеволуацијата на училиштето, согласно акциониот план, изготвен за реализација на истата, формира работни групи во подрачја со по еден член како одговорно лице, кои има средби на ниво на одговорни лица, средби и работни состаноци со комисијата за самоеволуација, а потоа и одделно во групи по подрачја, како и предавање на кои беа запознати со структурата, целта и задачите, но и за процесот на самоеволуација на училиштето. Се изврши проверка на потребната документација, која послужи за добивање и користење на повеќе податоци. Се спроведува анкети со ученици, наставници, стручни соработници, родители и директор на училиштето. Добиените податоци беа обработени, анализирани и со тимска работа и корелација врз нивна основа се донесе горе наведениот извештај. Целта на самоеволуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие слика за квалитетот во работењето, напредокот и постигањето на училиштето, јаките и слаби страни за кои ќе следат предлог мерки за нивно надминување. Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во наставниот процес да ги вложат собствените капацитети и искористат постојните ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се придонесе за целосно и поквалитетно реализирање на воспитно-образовниот процес. Самоеволуацијата ги издвојува приоритетните области на делување за унапредување и усовременување на наставните и во наставните активности. Заедничка цел на сите субјекти во училиштето е слабите страни да се во помал број, а јаките да се одржуваат, односно да се зголемуваат. Квалитетот на анализираните теми и области се евалуирани страни да се во помал број, односно се евалуирани на 3 нивоа, според однапред одредени индикатори. Врз основа на дадената оценка се изведени судовите и заклучоците каде се наоѓа нашето училиште, во која насока се движи и кои се неговите позначајни постигнати. Според целосно извршената самоеволуација, комисијата ја оцени работата на училиштето со оценка многу добар. Благодарам на вас. Отварам расправа, односно точка број 12, дали некој баш збор?
Или ще никой не влада спор, точка број 12 представам на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Ви благодарам, директора. Ги разгледахме барањето од физичките лица, сега преминуваме на допълнетата точка од дневниот ред. Точка број 14. Поради тоа што беше побарена ихна седница. Можда? Да, Благодарам. ви благодарам вас. Одлучихме точката да ја ставиме на дневен ред. Пријатно благодарам. Точката гласи: информација за можното згрижување на одбиените баратели на азил од Велика Британија во Република Македонија, тоест во нашата општина Демиркар. Почитувани советници, почитувана јавност, Председател би се извинувам само. Ако можете обарање да го почитате гласа. како не се да. Сега, јас сега прочитам точка. Да, тоа што граѓаните не се запознаати сега. Мислите на овето знам. Загрижени од информациите и прашани зашто не ги уплатуваат граѓаните во врска со можноста за прифаќање на клиентите баратели на азил од Велика Британија во Република Македонија, односно во општина Демиркапија, а имајќи предвид дека се уште не достигаат официјални информации, согласно со член 40 од Законот за локална самоуправа, го користиме нашето советничко право да ви доставиме барање за свикување пленарна седница во најкраток можен рок. Прашањата и одлуката околу евентуалното загрижување на одбиените баратели на азил од Велика Британија кај нас, како и можни импликации што би произлегле пред се од економски, институционален и безбедносен аспект, се исклучително сериозни. Имајќи ги предвид економските предизвици со кои се соочува нашата општина Демиркапија, крепкоста на институциите и безбедносниот ризик, ви повикуваме сите членови на Советот да го подржат нашето барање за свикување пленарна седница преку конструктивен диалог, чие размериме мислења и ќе донесеме заеднички заклучок во интерес на граѓаните од нашиот град и генерално во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Согласно со член 40 од Законот за локална самоуправа на пленарната седница на Советот на општина Демиркапија предлагаме како единствена точка на дневен ред да биде разгледана претходно кажаната точка. Замолуваме нашето барање да се достави до советниците, до градоначалникот, до соодветните сектори со цел да може да го дадат потребниот прединес на точка. Тоа беше? Да, да се реши. Верно. Сега можеме да образложиме ли? Може јас да кажем прво. Почитувани советници, затоа што не отворите расправа за точката, морам... Затоа што е предложено од наша страна. Да, нема проблем, че имате правна спор. Почитувани советници, почитувана јавност, почитувана градоначалничка на општина Демиркапија, како председател на Советот на општина Демиркапија ја ставих точката на дневен ред која гласи: информација за можното згрижување на одбиените баратели на азил од Велика Британија во Република Македонија, то е во нашата општина Демиркапија, исклучиво поради барање поднесено од тројца советници или 1/3 од вкупниот број на советници. Барањето е формално валидно единствено во делот на бројот на поднесители. Како председател на Советот на општина Демиркапија, сакам да нагласам дека Советот не е место за ширење шпекулации и страх кај граѓани. Советот е орган со јасно утврдени институционални надлежности. Второ, Советот нема надлежност да одлучува за прашањата кои се однесуваат по точката од дневниот ред. Цитирам: информација за можното згрижување на одбиените баратели на азил од Велика Британија во Република Македонија, то е во нашата општина Демиркапија. Меѓутоа, че повтор, од формално правен аспект, Советот е должен да постапи по барањето на следните баратели советници: Димитар Симичиев, колега, Ивана Лазар, колешке, Сонја Петровски, колешке. Или, како што кажат, 1/3 од вкупниот број на советници.
да се стави точката на дневен ред. Иако ние немаме надлежност да одлучуваме за прашање од ваков карактер. Во врска со оваа точка, надлежни институции се Владата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи. Сега, колеги советници, отварам расправа по однос на точката која беше предложена од вас. Дали некој бара спор? Повели колежа. Благодарам, председател. Не беше целта наша да носиме одлуки, затоа што во право сте, ние сме тешко да носите одлуки. Меѓутоа, целта на нашето барање беше заедно со вас, како локална власт, да добиеме повеќе информации за веста за мигранти. Што верувам дека никој од нас не остави равнодушен. За можните последици од доаѓањето на мигранти на територија на Република Македонија, па најмалку на територија на наша општина. Така да пред се од безбедносен аспект, а после тоа од економски аспект, бидејќи сме сведоци дека економската и безбедносната состојба во државата не е така розова и сјајна, особено на тие што празниците ќе ги поминат без плата и какви да се неисплатени социјални мерки, примања и други работи. Значи, ова не е вест што е измислил некој за да направи некаков си раздор, страх да внесе кај граѓаните или било што. Тоа е вест што беше пласирана од реномирани светски медиуми. Никој од нас не го измисли. Така, сите сме сведоци, сите ги пратиме и ред други работи. Ние, пред тоа беме сведоци, на комисија, се буниме за кучиња скитници, така? Значи, они ни сметат, а не па за мигранти. Значи, што можат и како да ни ја загрозат безбедноста, или, не знам, вас не ви сметат тоа? Тоа беше целта. Ако може да донесеме заклучок за да добиеме по некаква информација преку вас како локална власт, како локална самоуправа. Да побараме информација од влада или од, не знам. Значи, ние не можеме да одлучиме. Да, ние не можеме да одлучиме. Го сакаме да бидеме запознати со целата ситуација. Ако не е тоа точно, како што вие тврдите или било што, окей. Значи, целта беше да, ако може, во оваа седмица да се донесе закон на вонредна седмица, не е битно, jer ние по некои случајности имаме седмица нели. Редовна седмица кај што е точката стигна на дневен ред. И јас ви благодарам за тоа што точката стигна на дневен ред. И тоа си е ваша обврска. И ние како една третина од советниците што ја поднесиме оваа точка. Значи, тоа беше целта. Не да носиме никакви одлуки, да замајуваме или да внесуваме страх. Меѓутоа ситуацијата е стварно алармантна. Ако една Велика Британија не може да приме мигранти, ние тоа ќе речеме со расширение може. Благодарам. Готово? Да. Ви благодарам. Дали некој друг бара спор? Повели Владко? Тук очевидно се гледа дека има политика во властето. Мислам дека вика советници гарантирам дека е премиерот Христо Мицовски човек јавно испадна на пресконференција и кажа додека он премиер нема да го наследи. Под отворен деман, не знам, тоа писмено лично кај тебе, кажи че му кажа че му пренесеме писмено што се обрата он, да ти каже отиде. Додека он премиер што нема мигранти. Ке ми така биде. Така да толкова. Ви благодарам, колега Владко. Дали некој друг бара спор? Повели колега Јон. Се согласувам со колегата Владко, но сакам да ја прашам советничката група на СДСМ, може и Врлазов да ме говори, од каде има и дали има официјален документ дека се изгражуваат мигранти во Македонија, посебно во Демирката, поради тоа што минатата редова, како што каже и Владко, 5 пати премиерот повтори дека мигранти нема да има, министрот за надворешни работи на ТВ брифинг го повтори истото, имаме демант од МНР, имаме демант од амбасадата на Велика Британија и сакам вие во вашето излагање рековте од реномиран светски медиум, окей, но дали имате официјален документ дека тоа е така, тоа
ние тук да Значи, дебатираме. тоа е целта, да добиеме информации. Абе, Това е информацията би дали премиерът. Колеги, така, вече указа треба да се побара збор за реплика, така да ме молам, доколку колегата заврши, тогаш може да побарате збор, да се даде збор и да се образложите по однос на вашето мислене или барање. Сакам да кажем дека премиерот и министрот информацијата не ја даде наносно на цела Македонија. Сигурно вие сте го слушнале прошлата недела. Така што сакам да ви прашам дали имате пак официјален тоест документ со кој го потврдувате вашето тврдење. Добро, кој е вашето прашање, колега? Да. Во ред? Значи, да имало официјален документ, значи немаше да биде и нашето прашање. Така? Значи нема. Окей. Дали ќе друг разбор? Само кратко, не може да го дадам. Може? Значи, нас не ни е целата, пак че речам, да сееме страх или вако. Ние можеме само да се окажеме нашиот став и да го изкажеме нашето мислење, да сме против тоа. Така? И за тоа бараме, ако може да се донесе заклучок, со кој што ќе добиеме допълнителна информација за сега да оставка. Баш заради тоа да се спреше страх и ред други работи и нелагодност кај населението. А вие како го сваќате тоа, не знам, политички, сите сме припадници на одредена политичка партија, не е тоа ништо спорно, меѓутоа не е цел да буде политика, се работа за сите нас. А како што ќе да кажам више, ние се грижиме за кучиња скитници, ние страф од нив, дека мигранти више да буде, така? Така да ми кажа. Тоа е тоа. Колеги? Ако завършите, може ли накратко? Завршиле колежка, полето началничке. Мислам дека изјавата на премиерот професор доктор Христијан Мицкоски беше многу јасна, дека се грижи за безбедноста и стабилноста на државата. Исто се однесува и за општина Демиркапија. Значи, општина Демиркапија нема да дозволи населување на мигранти. Кратко и јасно. Тоа е мојата цел. Не ги мешайте скитниците со мигрантите. Учинете скитници. Не излегувате од точка. Да има некое барање, треба да имате информација. Врз основа на што поставувате барање. Ние ја бараме информација. Да, но немате документи. Нема факт. Тоа е ваш став. Сепак вие викате општина за Да Демиркапија нема да дозволи да се помогнат бързо кревене на рака. мигранти. Значи, кревене на рака. Да, и Мора да се реците гледа, начално. че реплицирате доколку крените рака и ви дозволам збор за да се образложите и да реплицирате наградоначалничката. Значи, прво со кревење на рака, па потоа ќе дискутираме за потребните информации, што сакате да ги знаете и се во целост. Дај нешто бара збор. Бидејќи никој не бара збор, позамолувам координаторот на советничката група на ВМРО да помоне да ги прочита заклучоците против дезинформациите за мигрантски кампови и политички манипулации. Може. Загрижени за појавата на лажни информации, манипулации и дезинформација во јавноста, за кои се создава страх, несигурност и возмиреност во граѓаните, свесни дека ваквите појави не представува легитимна политичка дебата, туку директно го нарушуваат општествениот мир, доверба во институциите и стабилноста на локалната заедница, како координатор со советничката група на ВМРО да помоне и коалицијата со нивен подпис и подршка предлагам Советот на општина Демиркапија да ги усвои следните предлог заклучоци против дезинформациите за мигрантски кампови и политички манипулации. Се осудува лажната кампања и манипулативно действување на опозицијските политички субјекти преку кои во јавноста се пласираат невистини за наводно прифаќање мигранти или изградба на мигрантски кампови на територија на општина Демиркапија.
се констатира дека ваквите дезинформации се шират свесно и континуирано, со цел создавање паника и чувство на несигурност кај граѓаните, што директно ја нарушува стабилноста и спокојството во локалните заедници. Се потврдува дека на територија на општина Приваркапија нема, ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување на мигрантски кампови, прифатни центри или било какви трајни форми на сместување на мигранти. Се утврдува дека со овие заклучоци се става крај на сите спекулации, дезинформации и лажни сценарија поврзани со наводно прифаќање на мигранти или изградба на кампови. И се потврдува јасна и непроменлива политика против нелегална миграција во интерес на безбедноста на граѓаните. Се изразува поддршка на политиките на владата насочени кон спречување на нелегалната миграција, заштита на државниот суверенитет и обезбедување стабилност и безбедност во локалните заедници. Се истакнува дека меѓуетничките односи, стабилност, толеранција и меѓусебното почитување се темелни вредности на локалната заедница, дека секој неодговорно политичко действување кое може да го нарече овие односи представува сериозно закана во општествената кохезија. Се повикуваат сите политички субјекти, јавни функционери, јавни чинители да покажат одговорност по јавниот говор, да ги почитуваат фактите и да се воздржат од ширење лаги и манипулации, кои може да предизвикаат страх, тензии и нарушување на јавниот ред во општината Приваркапија. Овие заклучици представуваат јасна порака до граѓаните дека Советот на општина Приваркапија стои цврсто во заштита на нивната безбедност, мирниот живот и стабилноста на нашата локална заедница. Со целосна транспарентност и навремено информирање на јавноста, овие заклучици ќе бидат објавени на официјалната интернет страница на општината, како и преку стратите официјални канали за комуникација на општината, заради целосно точно запознавање на граѓаните со нивната содржина и составовите на Советот. Во изминатиот период, во јавноста и меѓу граѓаните на општината се пласираа лажни сценарии и политички манипулации поврзани со наводно прифаќање на мигранти. Овие тврдења, кои не се заснуваат на никакви факти или реални одлуки, предизвикуваат вознемиреност, страх и чувство на несигурност кај дел од населението. Прашањата поврзани со безбедноста, јавниот ред, стабилноста и квалитетот на животот имаат директно влијание врз локалните заедници и се од суштинско значење за работата на општинските институции. Затоа Советот на општина има обврска јасно и недвосмислено да реагира кога преку дезинформација и политички конструкции се создава паника кај граѓаните. Со овие заклучоци, Советот испрека јасна порака дека на територијата на општина Приваркапија нема, ниту било, ниту ќе има воспоставување на мигрантски кампови или трајни форми на сместување на мигранти. Истовремено се става крај на сите спекулации и лажни сценарија што се користат за дневно политички цели, на штета на граѓаните локалната стабилност. Дополнително, со усвојување на заклучоците се осудува неодговорениот јавен говор и политички манипулации, кои можат да го нарушат меѓуетничките односи, толеранцијата и соживотот во општината. Заклучоците представуваат израз на поддршка на политиките насочени кон спречување на нелегална миграција, како и јасна определба на општината да стои во заштита на безбедноста, мирниот живот и интересите на своите сограѓани. Со ова образложение, Советот на општината и потврдува својата одговорност да реагира навремено, јасно и транспарентно, секогаш кога локалната заедница е изложена на дезинформации, страх и политички манипулации. Ви благодарам, колега Јован. Даме некој даде збор, може да се заклучиците. Јуре, сега предлог заклучиците се дадат на глас. Кој е за? 5 гласа за. Кој е против? 6. Така е, 5 нека бидат и 6. Това ще трябва да бъдат. 5 гласа за. Има ли против? 4 гласа против. Воздржани нема. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Исто така, ви благодарам по вака истрпениот дневен ред и ја затварам третата седница на Совет на општина Приваркапија. Ви благодарам сите.